Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јади бурек на ТВ Сонце. Вечерва емисијата ја посветуваме на вашето здравје, а за соговорник ќе го имаме почитуваниот, респектираниот доктор Андреј Петров, кого веќе ќе го во секој момент ќе го вклучиме во програма. Разговорот ќе го направиме преку Skype, како и сите досегашни, почитувајќи ги насоките за дистанцирање, а сепак и влегуваме во полициски час, но неговите совети ќе ви бидат повеќе од драгоцени. Го имаме на линија доктор Андреј Петров. Добро вечер, докторе, дали се слушаме? Добро вечер, јас ве слушам, не знам вие. Одлично, благодарам. Благодарам што се озвавте на поканата. Докторе, прво да ве прашам како сте, како е колективот, како е останатиот персонал во Ачи Бадем Систина, сепак имавме кризен период. Дали сте сите живи и здрави и дали има некои случаи меѓу вас заболени од корона? Фала му на Бога, за сега сме сите добро, нема заболени. Болниците се место што се посебен ризик, да кажам, институција со посебен ризик, меѓутоа благодарение на мерките на заштита и превенција кои ги воспоставивме, за сега сме сите добро и да се надеваме дека тоа така и ќе остане. Да ве прашам, колку се разликуваат мерките за превенција кои се воведоа кај вас од оној мирнодопски период? Доста се разликуваат. Ние сме ригорозни по многу нешта, ги почитуваме препораките и на здравствените власти од државата, меѓутоа исто така и на Светската здравствена организација и сите релевантни институции, Центарот за контрола на болеста во Атланта, кои имаат препишано како тоа се однесуваат институциите здравствени во време на криза. Да речеме, јас ќе ви дам еден пример за да илустрирам. Денес на преглед кај мене врати еден пациент кој имаше покачена температура и тој воопшто не може да влезе ни во контактната зона во болницата. Тоа е начин на заштита на сите други пациенти кои доаѓаат, меѓутоа и на заштита и на персоналот и на непречено функционирање на болницата. Се разбира дека се работи за нешто што не е итно, да е итно, имаме посебна процедура што со таквите случаи, но кај неитни пациенти се трудиме прегледот што не е итен да го одложиме за да не ги изложуваме сите останати на ризик. Дали На влезот само пошто ме прашавте како, на самиот влез има посебни боксови на кои се пречекуваат пациентите, тоа се прави централизирано на само едно место, има посебен влез за медицинските екипи, посебен влез за пациентите, начини на движење низ болницата, мерење на температура на секој што ќе доаѓа во болницата и тоа важи без исклучок на сите. Јас секој доаѓање на работа и ми мерат температура како и на сите други. Вработени, тоа е нормално, тоа е нешто на што сите се придржуваме, така и за пациентите и правилата важат за сите без исклучок. На секој навлезниот простор има дезинфициенс, низ кој мора да поминете, да дезинфицирате рацете и задолжително е носењето на маски и ракавици. Често пати на пациентите прашуваат докторе дали мораме ова да го правиме. Морате да го правите, го правиме и ние, го прават и пациентите, маска мора да се носи во болница. Се разбира, не зборуваме за дебатите околу носењето на маска на отворен и затворен простор, што сега се актуелни, меѓутоа во болница мора да се носи маска, болница е место со висок ризик. Само да прашам, дали ако некој веќе му е детектирана, го враќате потполно назад или почнува некоја нова процедура за преглед, за тестирање и слично? Дали евентуално заболен? Ние никој не го враќаме. Ние имаме пропишани протоколи како се справуваме со секоја ситуација. Што правиме со пациент кој доаѓа кој нема никакви симптоми? Тој нормално си влегува во системот. Што правиме со пациент кој не е итен, кај кој регистрираме, да речеме, покачена температура или позитивна епидемиолошка анкета, се одложува прегледот кој не е итен. Што правиме со пациент кој ги има тие симптоми, а е итен, поминува низ посебен систем во болницата, во кој се чека да се види евентуалниот резултат од тестирањето на кој ќе го подложиме. Ние за брзо време, значи ние во период од пола час до 60 минути ги имаме веќе тестовите и можеме да функционираме со веднаш да ги проследиме потоа низ клиничките патеки низ болницата таквите пациенти во зависност од резултатот што ќе го добиеме на тестот. Доколку е негативен, оди во нормалниот простор на движење на пациентите, доколку е позитивен, има посебен начин како со таквите пациенти се справуваме, посебни
боксови, посебен систем за тие намени. Значи сето тоа е добро организирано. Се разбира за пациенти кои нема медицинска индикација за некоја хируршка интервенција и така натаму, имаме можност да ги упатиме во некоја од институциите државни каде што таквите пациенти се проследуваат. Интересно, се ова што ми го говорите, медицински стручно ја не можам да го разберам како севкупност, но она што можам да го разберам е дека се работи за исклучително голема логистичка подготовка, да се работи по строги правила и протоколи кои не ги измислувате, не е тоа никаква импровизација, тоа се дадени светски протоколи по кои се придржувате. Така, ако добро ве разбрав. Да, ние се трудиме да ги примениме најдобрите практики. Нашата болница, како што верувам голем дел и од вашите гледачи знаете, дел од Аџибадем групацијата, која е најголема болница, најголем систем на болници во Југоисточна Европа и од таму веќе црпиме одредени искуства, а самиот Аџибадем е дел од ИНХ групацијата која е, да речеме, втор најголем ланец во светот на болници, со преку 60.000, околу 60.000 вработени, сега не ме држите точно за збор, и имаме можност да дел од тие практики на земји кои се справуваат веќе со тие проблеми ги примениме кај нас. И тука сме ригорозни. Тоа важи за сите, од директорите, од шефовите во болницата до сите вработени мора да ги почитуваат тие правила. Тоа важи и за нашите пациенти. Се разбира дека прави понекогаш тоа мал дискомфорт, меѓутоа ние се наоѓаме во една специјална ситуација во која како болница мораме да одговориме. Се работи за голем капацитет, за голем болнички систем, еден од најголемите приватни капацитети во овој дел на Балканот, со околу 1000 вработени, и мораме да бидеме ригорозни. Ако не бидеме ригорозни, ќе завладе анархија. Не, апсолутно мислам дека клучот за едно успешно и квалитетно работење токму е во организацијата, во тие протоколи, во начинот на работење и следење на тие правила. Мислам дека жив пример дека се во животот една држава би требало да се угледа на вакви примери, да не зборам институции помали, па и дома ние. Ако се договориме нешто да се држиме и резултатите не можат да изостанат во тоа. А тоа му па на нам пациентите ни дава сигурно. Бидејќи многумина од нас се леле дали да идам, да не идам, па ќе ви се јавам, па ќе ми речете нема проблем господине Јанко, дојдете, ама мене ми е шубе. Но кога ќе слушнам дека работите се на вистина на не може од повисоко од тоа да биде, тоа на некој начин на пациентот, бидејќи не сме сите болни од корона, има и срцеви заболувања, има и се што и ни треба помош, и уште на сето тоа психолошки да не идам кај доктор Ортаков да ме смирува, да соберам храброст да дојдам, затоа што имаме ние и сериозни заболувања, тоа е сепак поликлиника. А претпоставам дека операциите на срце и сложените операции, породувањата, предвремените породувања, инкубаторите, сето тоа функционира без прекин. Се одвива нормално, се одвива тековно. Ние имаме до најсложените операции, да речеме операции на детско срце, кои се прават во болницата водени од тимот на доктор Чадиковски, до операциите на возрастни пациенти на срце, операции на срце кои ги води професор Николич и неговиот тим, до сите оние останати хируршки гранки кои се одвиваат. Нашиот гинеколошко-акушерски тим функционира, да кажам, тековно. Онколошкиот дел, болните со малигни болести се примаат секојдневно, и тука нема нешто што може да трпи, бидејќи се работи за ситуации каде што видете сега, не можеме ние заради корона ситуацијата да ги одложиме сите останати потреби на нашите пациенти. Ние сме сепак посветени да ги испочитуваме сите препораки како болница, да се заштитиме максимално и ние и нашите пациенти, меѓутоа исто така да овозможиме оние луѓе кои се бараат, како што вие кажувате, потреба да дојдат во болница заради некоја друга работа, имал проблем со притисок, имал шекер, имал не знам што, проблем со кожни болести, имал некоја друга потреба, да може да дојде во болница да се прегледа. Често пати оно што вие го кажувате, Јанко, тие самите по телефон ке се прашувате, бе докторе, шубе ми да дојдам, дали да не доаѓам. И тоа на почетокот некаде кога настана оваа ситуација беше драматична, меѓутоа денес речем ние тековно функционираме со голем број на
на луѓе кои доаѓаат, ги олабавуваме онака, да кажам, мерките на рестрикција кои ги воведуваме, онака како што се препораките на државата. Зборувам за тајминзите, да речеме, за овие зони на движење кои нели беше до 3 часот, па до 7 часот, и тоа го адаптираме нашето време спрема она што се прописи на надлежните органи, и тоа е нешто што мораме да го правиме. Не знам дали е тоа сепак дали е индискретно прашањето, дали во Ачибадем Систина во моментов се третираат болни од ковид? Во моментот нема кај нас болни од ковид. Ние како општествено одговорна институција на државата ставивме на располагање еден цел блок кој може да се користи за таа намена, кој го исправивме. Да, го ставивме и го испразнивме, и тоа најдобриот, најсовремениот дел од болницата, кој е идеално опремен и тој чека на стендбај, меѓутоа тоа е сосема изолиран, нема никаква врска со остатокот од болницата. За среќа и за нас како граѓани и за сите останати, значи како пациенти, до сега такви болни кај нас во болницата нема, така да меѓутоа ние сме спремни во секој момент кога тоа ќе притреба да излеземе во пресрет на државата, на нашето јавно здравство, да помогнеме, бидејќи на крај крајшта сите сме ние потенцијални пациенти, сите сме ние луѓе кои некогаш ќе имаат потреба од медицинска помош. Останува факт дека Ачибадем Систина меѓу прва ги понуди на јавното здравство своите капацитети за евентуално ако државата, ако јавното здравство има било какви потреби, секако и хотелот Ибис го стави на располагање, каде што доста луѓе помина оној карантински период во едни, да речам, околу 8.000 луѓе. Колку? Околу 8.000 луѓе спрема моите информации, ако не грешам, поминале низ целиот тој процес. Тоа што е една голема бројка. Зборам кај вас? Зборам во тој карантински систем во хотелите. Во хотелите. Да. Ја го спомнав хотелот кој е Да. 8.000 луѓе поминале таму. 8.000. Јас сум благо шокиран, се извинувам. Честитки, навистина мислам, тоа многу помогна, бидејќи имаше нели контраверзии, несоодветни, имаше услови државата, со ова навистина еден беше навистина цивилизацијски, навистина да луѓето поминат барем достоинствено, бидејќи во вакви работи на паника знаат да се направат пропусти и однемукајат, што викаат старите. Убаво што го слушнавме се во ова. Докторе, јас разговарав со неколку ваши колеги овдека беа во емисијава и она што останува мој впечаток, што не можем, сепак не сум ни јас толку стручен да им го објаснам, а останува непознан XXX за гледачите. Се тестовите. Многу контроверзи излегоа. Ачибадем Систина прва понуди се тестови, додека уште не знаевме требали, имали, многу се, малку се, и во сета таа едно, да речам, дури и политичко препукување, доаѓаме сега до малце збунувачки. Барам голем фокус и концентрација, дури како мене новинар, да ги расчленам. Каков е тој молекуларен тест, каков е тој брз тест, каков е овој тест. Зошто имаше расправи, зошто тие тестови биле добри, зошто морале тестовите од кај вас да се претестира. Значи, ако би сакале, ја би бил благодарен малце да ми ги појасните овие работи уште еднаш за нашите гледачи. Она што сега се прави трендот е дека голем дел од институциите, зборам и на светско ниво, го прифаќаат оној тренд кој ние го самиот почеток промовиравме. Сакам на самиот почеток да ви кажам дека Ачибадем Систина е единствената институција во земјата, значи стојам позади тоа, која има 3 теста на располагање за детекција на инфекцијата со коронавирус. Значи тоа е оној фамозен тест, брз тест со антитела за кој се дигна прашина на самиот почеток, дали треба, дали не треба, и ќе објаснам малку околу тоа што тоа значи. Понатаму имаме брз PCR тест, молекуларен тест, real time PCR, кој го имаме за некаде 1 час резултатот. И имаме оној класичен PCR тест во кој резултатот го имаме за некои 6-7 часа
од текот на земање на премеракот. Значи располагаме со 3 теста. 2 брзи теста, едниот серолошки со детекција на 2 типа на антитела, IgM и IgG антитела, еден молекуларен брз тест PCR и еден тест PCR кој пациентите го добиваат резултатот за некои 6 до 7 часа од текот на земањето на премеракот. Тие 3 теста сите се во функција на заштита на здравјето на пациентите. Она што им верувам дека кај молекуларните тестови треба да се објасни дека тие го детектираат присуството на антигенот, присуството на вирусот. Значи тие го детектираат фрагментот, неколку секвенци кои тој PCR, таа полимераза chain reaction, ланчана реакција ќе ги детектира на површината, тоа се неколку антигени, не може сите. И врз база на тој начин се поставува диагноза дали вирусот е присутен во организмот или не е присутен во организмот, односно дали пациентот во моментот има вирусна инфекција. Повелете. Прашањето е, дали тоа значи овој тест, значи молекуларниот, за молекуларниот зборевте? Да. Дали го детектира вирусот или детектира секвенци, сегменти од одбранбениот систем на телото кој направил реакција затоа што детектирал во себе COVID-19? Не, овие тестови ги детектираат сегментите од вирусот. Овие два теста. Што значи сегмент од вирусот, ако може да ни објасни? Тоа значи знаете како, нема идеален тест. Тоа не значи дека тој го детектира целиот вирус. Значи дури ни овие PCR тестови не се идеални. Тие имаат некои своји слабости кои се покажаа, да речеме, и кај нас и во други земји од светот во делот на одредени резултати кои потоа се толкуваа на различни начини, се проверува и така натаму. Значи тие детектираат на површината, на обвивката на вирусот, детектираат неколку антигени кои ги препознаваат и врз база на тоа тие се смета дека се специфични за тој вирус, се детектира присуството на вирусот во организмот. За разлика од овој другиот тест, така, со антитела тестот, кој исто така ние го правиме. Тој е брзиот, првиот тест. Значи тој е првиот тест првиот тест на антитела. Добро? Антитела кој детектира пак два типа на антитела. Тоа се IgM антитела и IgG или IgG антитела. Значи едните се резултат на активна инфекција, значи на инфекција која постои во моментот, а другите се резултат на веќе создаден одбранбен механизам на организмот, на создадени антитела кои покажуваат дека тој пациент, тој човек, таа личност некогаш поминала низ инфекција со тој вирус. И тие имаат огромно значење. Значи тој е тест со огромно значење. Тој не само што не е некорисен, тој е многу корисен во трасирањето на идните постапки на здравствениот систем во државата. Сите дебати околу тоа каков е тој тест, дали се излишни, бидејќи тоа е нешто што е документирано, да речеме, ако такви 250.000 тестови се направени во Велика Британија, во британскиот систем кој е многу ригорозен, што сега ќе дебатираме дали во Македонија може од истата компанија, од истиот производител. Ќе дебатираме дали може, дали не може да се преминува кај нас. На крај краишта ние имаме здравствени власти, имаме агенција која ги регистрира, која дава дозвола за да нешто се користи. Ако таа дала дозвола за тоа да се користи, јасно е дека тоа е нешто што е во потреба на пазарот кај нас. И тој тест има значење особено во периодот кој следи, кој треба да покаже каква е имунолошката состојба на населението, на популацијата. Тие тестови се прават во голем број на земји. Да речеме, тоа се тестови кои се препорачани од федералните власти на Америка, од FDA, Federal Drug Agency, Food and Drug Agency, која вели дека покрај тестовите молекуларни може да се употребуваат за скрининг на популацијата и имунолошките тестови, и тоа е нешто што е сосема компатибилно со она што ние го правиме. На крај краишта, ние како голема институција, како најголем здравствен сегмент приватен во државата, се сметаме за лидери во тој дел на сегмент во здравството во Македонија, и тоа не е лажна скромност, не е скромност, односно, или лажна скромност. Имаме право да на некој начин го трасираме патот на одредени здравствени политики, придржувајќи се при тоа на препораките на здравствените власти во државата, меѓутоа ставајќи ги своите капацитети кои се поголеми од капацитетите
голем други здравствени институции, со нудење на овие 3 палета од тестови со кои практично можеме да го покриеме секој сегмент од детектирањето на оваа зараза кај пациенти. И ние што правиме? Ние да речеме на пациентите кои доаѓаат, прво им го правиме брзиот тест. Значи, Океј, малце, не може да влезе. земи издив, докторе, земи издив, јас се обидувам во мојата емисија, изворедно стручно, ве разбирам се, но ги разбирам и моите гледачи. Значи, ќе треба некои работи да ги повториме и да ги симплифицираме. Значи, брзиот тест за антитела содржи 2 сегмента, IgM и IgG, кои го покажува дали сме биле заболени или заразени. Тука не ми е јасно. Што он ќе ми покаже? Дека сум се заразил или сум развил имунитет за болеста? Да, прашањето е многу добро. Точно тоа го покажуваат овие две антитела. Едното антитело, IgM, покажува дека човекот е заразен. Тој човек што има IgM е заразен. Тој во моментот има активна инфекција. За разлика од тоа е едната работа што ја покажува. Кај оној пациент кој има развиено IgG антитела, тој пациент веќе стекнал имунитет кон заразата, кон вирусот. Значи, првите антитела се јавуваат на самиот почеток на инфекцијата, кога вирусот е присутен во организмот. А вторите кога ќе се јават, тоа веќе покажува дека организмот се справил со инфекцијата, дека ја победил инфекцијата и дека има антитела во организмот кои се развиле како резултат на победа над вирусот. Тоа можам да бидам свесен ако сум развил имунитет, дали ќе ги почувствувам како последици или во зависност од организам некој потешко, некој полесно. Не мора секој пациент да имал симптоми. Голем дел од случаите во некои студии, во огромен број да речеме над 50% луѓето асимптоматски поминуваат во инфекција. Значи без симптоми. Човекот поминал низ инфекцијата, а немал симптоми. Значи тоа е нешто што го документира и во Кина, и во Америка, и така натаму во многу земји, во Кореја, Јужна Кореја која одлично се справи со инфекцијата. Германија вади сега сериозни студии кои покажуваат дека голем дел од тие пациенти се без симптоми. Меѓутоа со текот на времето создале имунитет спрема вирусот. Голем број од студиите, да речеме во Њујорк сега, извади една студија на широк скрининг на голема популација, на не знам, десетици илјади, каде што покажа дека 15% од популацијата во Њујорк поминала низ некаква фаза од таа вирусна инфекција. Што значи, ако земете кај еден Њујорк, не знам, 15-20 милиони колку е, можеме да преведеме колкава е бројката на луѓето која се претпоставува дека поминала низ таа инфекција. Се разбира дека не сите луѓе поминале низ инфекција, дека сепак тоа е 15%, не се сепак една бројка солидна, меѓутоа не е тоа мнозинство од популацијата. И она што го говореше пред 2 дена претседателот на Светската здравствена организација, треба да се внимава се уште многу, заради тоа што сепак најголем дел од луѓето немаат поминато низ фазата на инфекција. Значи, бидејќи влегуваме во некоја многу брзо, многу нагло, иако немаме такви резултати, тоа е некој мој впечаток на намалување смртност, број на заболени и така натаму, нагло влегуваме во една комотна фаза, а луѓето по инерција после неколку месеци стегнатост ќе се обидат да се олабават од целава работа, што е прилично лошо. Но можат да си помогнат прво пред се, што ќе им помогне нив и што би требало, кој би требало да се тестира по вас. Дали еве ја кој немам никакви симптоми, но како новинар во контакт сум со многу луѓе, ако дојдам кај вас и сакам да се тестирам, што ќе ми речете? Оди си, може да се тестираш, но треба да се тестираш со ваков тест, најдобро е. Значи, ние прво нема во никој случај да кажеме оди си, тоа е карикирам малку, што нема да го направиме. Значи секој пациент, секој човек има право да се тестира и да се провери. Тоа е неприкосновено право на секој граѓанин да има податок за својата здравствена состојба. Јас воопшто не се сложувам со оние што тврдат дека знаеш нема потреба тој да се тестира. Значи потребата ја оценувам прво јас како личност, дали сакам да се тестирам или не сакам да се тестирам, имам право. Се разбира дека
има приоритети кај оние луѓе кои имаат симптоми. Тие луѓе од дефиниција треба да се тестираат, бидејќи се можни извори на зараза, треба брзо да се делува за да се спречи развојот на инфекцијата кај тие луѓе и тоа е нешто што треба да се прави. Кој тест би го препорачале? Ние го препорачуваме секогаш на почетокот брзиот тест да се направи. Молекуларниот. Не, брзиот тест со антитела го со антитела, овој што го со Да. IgM и IgG, така, што го И вика, образложивте. ако тој е позитивен, пациентите ги пракаме веднаш на молекуларниот тест да ги провериме со PCR метода дали ќе се совпаднат двата теста. Зошто? Заради тоа што ние не дозволуваме хоспитализација, значи да дојде човек и да лежи во болница без да знаеме дали тој има инфекција со коронавирусот, со COVID-19 или не, заради заштита на останатите пациенти во болницата. Секој без исклучок. Значи, ако доаѓа со придружба, да речеме дете со мајка, и мајката и детето. Ако доаѓаат на дневна болница да примаат терапија, и мајката и детето. Или возрастен човек ако пациентот се подложува на тој тест. Ако тој тест е негативен, влегува во нормални патеки во болницата. Ако тој тест е позитивен, тогаш пациентите ги подложуваме на PCR метода, со која правиме натамошна потврда конфирмација. PCR се смета точно за конклузивна метода, меѓутоа таа е метода која не може да се работи толку брзо како што се работат молекуларни тестовите со антитела и заради тоа ги правиме секогаш прво тестовите со антитела. А класичниот тест? Тој го правиме кај пациенти кои се позитивни на некој од антителата. Го правиме, значи взимаме, тој се прави различно. Значи едниот тест се прави преку крв, овој молекуларните, да се зима крв и за половина час имате резултат. И тука е многу добар затоа што е многу безбеден примерокот. Кога зимате крв, значи тоа оди во специјални контейнери, безбеден е, значи транспортот на материјалот практично веднаш се прави, така да нема можност за контаминација. Тоа е многу добра метода која ние ја користиме. А овој, доколку пациентот покаже позитивен резултат, дека може да е болен со тоа што има присуство на антитела, ние задолжително го потврдуваме со вториот тест, со овој PCR тест или молекуларен тест кој се прави, значи со детектирање на самиот вирус. И тоа е постапка која правиме без исклучок кај сите пациенти. Дали тоа значи дека сите пациенти и целиот медицински персонал е тестиран во Ачибадем Систина? Па ние сите пациенти кои доаѓаат се тестираат и персоналот кој работи на високо ризични позиции кај нас се тестиран. Имаме програма како тоа во следниот период ќе се направи, бидејќи ние нормално дека сме прво заради пациентите таму и им даваме предност на пациентите. Се разбира и оние високо ризични делови од нашиот систем кои доаѓаат во контакт со различни пациенти се подложуваат на тестови и имаме програма како тоа во следниот период ќе се направи во целата болница. Идната недела сум кај вас да се тестирам. Чисто да го видам тој и да го илустрирам, бидејќи многу фама се дигна и би сакал тој брзиот тест за антитела да го видам кој мене ќе ми даде јасна слика како и за работа во иднина со колегите, за себе дома да знам да постапувам понатаму. Она што е интересно е што каков е ме интересира, каков е интересот кај луѓето, кај пациентите да се тестираат и дали тоа го прават? Огромен број го имаат направено. Тоа се десетици илјади кои имаат поминато низ тој тест. Значи пациенти кои поминуваат низ такво тестирање, секојдневно се вршат тие тестови кај нас. Рачуните започнавме значи многу одамна и тоа е нешто што пациентите заради тоа што е релативно прифатлив за секој 20 на евра, тоа не е сума за поценување, меѓутоа кога се работи за здравје, човек е спремен да ги плати и нешто што го прават. Секојдневно сметете дека тоа се по 50 на луѓе кои тој тест го прават. Гледате колку време тоа се прави, тоа е огромна бројка на пациенти кои го направат. Она што ме интересира, сигурно имате и статистика за овие тестирања. Каде оди оваа статистика? Дали ќе биде објавена јавно? Дали е дадена на јавното здравство или на целиот меѓународен
здравствен систем на СЗО се испраќаат. Ме интересира тука малце каква е процедурата со резултатите од тестовите. Ние имаме образки за сите тие пациенти што се позитивни, без исклучок ги препраќаме во системот на нашето јавно здравство, затоа што ние сме дел од заеднички систем и мораме да соработуваме. Се разбира дека имаме и податоци кои се доста интересни, кои треба да бидат понатаму предмет на тамошна обработка, бидејќи детектираме и колку од луѓето, да кажам, поминале низ инфекцијата, односно стекнале отпорност на инфекцијата. Значи, има дебата во светот дали тие повторно може да заболат или не. Значи, тоа е дебата која постои. Меѓутоа, последните тврдења, да речеме, што доаѓаат од некои од развиени земји, е дека не може да заболат, без разлика на тврдењата што излегуваа од Светска здравствена организација, дека има случаи кои поново биле заразени и така натаму. Има тврдења во последно време, и тоа сериозни научни тврдења, дека тие што поминале низ инфекцијата повторно не се заразуваат. Така да тоа има многу непознаници кај овој вирус. Ова е нова работа, и за науката е нова работа, и за медицината. Затоа се обидувам да ве натерам и да шпекулирате, иако сте човек од медицината и од науката, и не сакате многу шпекулација. Да, меѓутоа сакам да ги отворам исто и оние дилеми кои во науката ги има, се бројни, но во секој случај се што може да се направи како придонес кон здравието на луѓето и како придонес кон подобрување на научните сознанија, тоа ги учиме ние нашите студенти по медицина дека е добро. И не може никој да тврди дека е лошо. Заради тоа јас сум тука слободен пред вас да кажам дека добро е да имате еден тест, уште подобро е ако имате два теста, а најдобро е да ги имате сите три теста како Аџи Бадем Систина кои можете да ги понудите на пациентите. Значи, нема ништо подобро од што трите теста кои ќе ви даваат најточна слика. Бидејќи и сами рековте дека е многу тешко да се детектира. Ова е нова работа и тешко да се детектира. Во што е проблемот? Вирусот е премногу мал. Знам дека се збори за 0,00 величина на ента таму колку иде. Но се детектираат и други вируси. Дали и кај другите вируси е ваква ситуацијата да мора повеќе пати, се зборам за други виролошки заболувања, или овој новиот е нешто специфичен, па уште не е точно направен добар тюнинг како да го детектираме? Многу брзо, значи научниците многу брзо го детектира геномот на вирусот. Тоа е исклучително брзо за еден нов вирус кој се појави неодамна, и тука навистина светската наука покажа еден импозантен успех спрема мене. Значи тоа е нешто што се направи симултано во неколку земји, и во Кина, и во Германија, и во Америка, и во Велика Британија. Научниците многу брзо ја детектираат таа структура. Тоа се мокни земји со мокни истражувачки центри и лаборатории, и многу брзо дојдоа до сознанија за структурата на вирусот. И заради тоа потоа се создадоа и овие тестови кои може да ги детектираат и антителата, и заради тоа веќе сме дојдени во ситуација каде што се тестираат вакцините на популацијата, значи се во фаза на клинички истражувања. Тоа ќе потрае, нема да биде веднаш, меѓутоа тоа е единствениот ефикасен начин за заштита од вирусот. Постојат всушност два начини да се од вирусот заштитиме. Едниот е да стекнеме имунитет, да поминеме низ вирусната инфекција. Тоа е на што го прави Шведска, да речеме. Така наречениот шведски модел кој го заговараат. И второто е она што да речеме е идеална тенденција да се создаде вакцина и да тој вирус практично со вакцинацијата биде неутрализиран. Интересно е ова, но секогаш ме фасцинира една работа. Сите оние кои ќе создадат имунитет силен, значи точно детектиран дека ја прележал и има силен и добар и јак имунитет. Неколку ваши колеги говореа дека па дури ми се чини и кај нас, можеби ќе сгрешам, се извино, да се прави лек против короната со излекување на крвна плазма. Предпоставувам дека тие одбранбени
келии кои ги создаваме ние да се искористат и кај друг пациент. Нели е тоа можеби најбрз и наједноставен начин за такво нешто или тогаш треба да чекаме на милост на некого па проблем тука ќе имаме, тука вакцината е малку подобра и побрза? Не, терапијата со плазма се користи и кај други болести во медицината. Значи, тоа сакам да кажам дека тоа е начин на лекување на повеќе болести во медицината, да се користи практично создадениот имунолошки одговор кај пациент кој се соочил со инфекцијата, кај болен на кој тоа ќе му помогне. Да му се, значи, практично да му се даде готовото оружје за да пука во вирусот, да го уништува. Тоа е вака шаблонизирано кажано. Има повеќе обиди. Тоа е еден од обидите. Значи, на почетокот се зборуваше за, да речеме, резохин, хлорохин, за овие антималарици кои се употребуваат дека се ефикасни. Па луѓето почнаа да купуваат антималарици во аптеките, па немаше за болните кои се лекуваат од лупус и од други болести. Па се покажа потоа во одредени студии дека тој лек не делува. Она што па тргнаа да купуваат антибиотиков Сумамед. Антибиотик Сумамед купуваат, кој некаква логика да речеме има, иако дел од инфектолозите кои со таа работа се бават и многу се постручни од сите нас велат дека можеби не се работело за коронавирус, можеби се работело за некоја комплементарна инфекција која исто така предизвикува пневмонија бактериска или со интрацелуларни на која делуваат овие лекови. Меѓутоа мислам дека најдалеку се отиде и тоа во Америка е веќе документирано со рамдезивир, со едно антивирусно средство кое се користи кај пациенти од други вирусни болести кои се лекуваат и кај кои веќе е дадено од американските власти во првичните студии зелено светло дека тој лек може да се покаже како успешен. Се работи за антивирусно средство, за скап лек, меѓутоа за лек кој веќе се употребува кај AIDS, кај други болести вирусни и кој доколку се потврди во финалните клинички истражувања дека е ефикасен, водачот на тимот кој овој лек го истражува кажува дека тоа е најдобрата можност. Докторе, уште едно прашање за вашите тестови. Што е препораката ако сите тестови се негативни? Кога да направиш нов тест? Дали треба да се направи нов тест? Дали ако имаш некакви позитивни сегменти, например на првиот тест имаш нешто позитивно, на вториот немаш, дали треба одма да направиш уште некој тест? Има луѓе кои едноставно сакаат да се ја знаат вистината, а рековте идеален тест на планетава не постои. Што се вашите препораки по тоа прашање за повторно тестирање, кога, колку често и така натаму? Препораките, да речеме, на епидемиолозите беа да се тие повторат после 2 недели, гледате ги повторуваа кај дел од луѓето кои беа експонирани во јавноста. Се работи нормално за луѓе за кои се сомневаме дека имале ризичен контакт, имале зошто да тоа го прават, инаку кај човек кој ќе дојде немал ризичен контакт, нема симптоми, има негативен тест, јас имам и неколку мои пријатели кои дојдоа ги направија тестовите едниот, па потоа го направи и другиот, од кога слушнаа дали е тој сигурен, може ли да дојдам и другиот, ај направи го и другиот. Значи, мојата препорака е не смееме да бидеме се работи за сериозна болест, меѓутоа не смееме да бидеме параноици, да едноставно сега се исклучиме од нормалниот живот заради тоа што се плашиме од инфекцијата. Треба да ги почитуваме препораките, социјална дистанца, заштита, сето она што дезинфекција, сето она што се препорачува. Меѓутоа не можеме да сопреме со нормалниот живот, не можеме да се оболиме од други болести, ќе оболиме ако предолго со ова бидеме преокупирани, така да ако тестот е негативен, ако човекот се чувствува добро, мојата препорака на сите што ми даваме да се функционираат нормално, да се придржуваат до препораките кои ги социјално дистанцирање, така. Дистанцирање, потреба на одредени средства за заштита, маската, пред се која има логика, меѓутоа има работи кои, да речеме, се нелогични. Често пати оние ракавици кои јас ги гледам кои ги носат во секоја ситуација, значи можете ги миете рацете. Значи тоа е нешто што може да го правите. На крај крајшта тие ракавици кои се носат на многу места се извори на контаминација.
Од друга страна, Светска здравствена организација излезе со теза дека здравите луѓе не треба да носат маска на отворен простор, така да често пати овај нова работа ние мора да се заштитиме и тоа реално не можеме. Што се случува ако гледате еве кога вози човек во возило со маски преку и сам во кола. Мислам, тоа нема. Вчера им го поставив тоа прашање на Твитер и на Фејсбук. Викам, све ве разбирам, нели? Насоките се во затворен простор, маска, во ред. Да. Зошто на отворено? Тоа не можам да разберам. Зошто на отворено и зошто кога си сам во возило, од кого се штитиш? Мислам, кој е тој што ќе те зарази? На крај крајшта тие маски зошто се ризични да се носат постојано? Ризични се, еве ќе ви кажам, јас дури самите понекогаш се фаќате дека правите, што ние ги носиме постојано. И тоа е практично заради тоа што сме на работа. Кога сме на работа, во болница ги носиме постојано. Колку треба често да ги менувате? Ние ги менуваме секој ден, ја менуваме маска. Значи нема таа маска или за еднократна употреба или оние маски кои што се перат секојдневно, тоа се прави. Платнените маски се вријат, се перат, се дезинфицират. Јас тоа го правам дома, да речеме во тенџера. Ја вријам маската и тоа е нешто што нормално има сетови од 10 маски, вие не можете секој ден тоа да го правите, меѓутоа тоа е нешто што мора да се прави бидејќи бактериите остануваат на маската. Втора работа што најчесто се прави како грешка е што често пати се допира, вие не можете да не ја допрете маската во текот на денот со рака бидејќи понекогаш останува отежнато дишењето, некоја сакате да се напиете кафе, и тоа движење горе-долу исто така предизвикува контаминација на маската. Така да нема идеално решение, треба да се почитуваат препораките, ама тие препораки сепак мора да бидат логични, не може да бидат контрадикторни. Јас пред некој ден сретнав во парк, движејќи се, гледам еден човек со хируршки каљачи, оди во тревникот. Од што се штити од короната во тревата, мислам, тоа е, знаете како, тоа е нешто, создавање на една психоза која никому не користи. Ја гледам дека со вашиот колега Ортаков ќе имам уште една емисија. Он предупреди на све ова на почетокот, ама треба сега. Луѓе стварно влегуваат во параноја и психоза. Тоа па создава психосоматски заболувања. Качува притисок, лошо спијат, се здебелуваат, па тоа серија. Или хистерично миење на раце со средства. Ми се јавија неколку гледачи, псоријаза фатиле. Не, па има доста кај мене што доаѓаат, јас со тоа се гледам. Најчесто се овие дерматити кои се јавуваат сега и ме прашуваат често пациентите зошто. Заради тоа што никак го гледате дезинфициенсот кај мене на маса, ние сите, значи ја не ве напаѓам вас како пациент, туку ви кажувам и за себе. Претерано ги дезинфицираме рацете, претерано ги миеме и тоа ги суши рацете постојано и предизвикува да пукаат тие, да чешаат, се јавуваат црвени лопота, се јавуваат рани и се прави проблем. Значи секое претерување не е добро. Треба да биде тоа направено тогаш кога треба. Да, сме биле некаде во некоја, не знам, сме користеле одредени услуги, или сме работеле нешто, меѓутоа ако постојано тоа го правиме, тоа може да ни предизвика проблеми и мојот совет е за сите, особено што имаат проблеми на кожата, независно од дезинфицирањето на рацете и честото миење, да ги мачкаат со кремови, со емолиентни препарати, за да не се сушат, затоа што инаку ќе уништат кожата. Иве сега, како ретко кога, оваа есен, ја малце, не знам зошто, следам каква е климата. 3-4 години поред имавме прилично студено зимски гуми, дури сум сменил, ги менува во јули. И имаме мај месец, како што не го памтам одамна, веќе 30 степени. Луѓето ја почувствува убавината на сонцето, се расоблекоа, но како што ќе забележам кај себе и кај други. После неколку месеци седење во темница, во затворен простор заради се во ова, проблем сега со ова не е благо пролетно сонце. Ова е сериозно. Постои ли сега малце, треба ли да повнимаваме бидејќи, нели, вика, не е јули месец, што да не користи ни крема, не се ни пази, едноставно сонце, витамин Д и така натаму и така натаму. Што препорачувате вие? Мора да се внимава. Значи, мора да се користат заштитни фактори за сонце. Значи, тоа е нешто што мора да се користи луѓето кога излегуваат, бидејќи денеска беше летен ден. 30. Да, 30 докторе.
Значи, така да заштитни фактори за сонце обавезно, задолжително, значи да се намача, особено ние луѓето што наеднаш сега сме биле затворени и кожата кога ќе излеземе експонирана на сонце, изложена на сонце, таа многу полесно гори, многу побрзо покажува несакани ефекти од сонцето и тоа мора да се заштитиме, мора да бидеме свесни дека да, сонцето велиме дека има еден добар ефект сега заради тоа што високите температури делуваат на сите овие респираторни инфекции и ги намалуваат и од една страна тоа е добро и убаво е и да излеземе и се, ама да бидеме заштитени, да знаеме да се пазиме, да се оди со капа, значи на јако сонце, да се заштитиме со заштитни кремови, со препарати, медикаменти кои се продаваат за заштита од сонце во аптеките кај нас, да се користат секојдневно, да се употребуваат и да знаеме дека на тој начин можеме да се заштитиме од рак на кожа, од работи кои нема да исчезнат со короната. Зашто не е само да се заштитиме од корона, а да заборавиме на сите други здравствени преокупации. Ние секој мај правиме оние превентивни, бесплатни викенди за преглед против рак на кожа кај нас во нашата болница во Аџи-Бадем Систина. Имате ли и сега такво нешто? Сега заради тоа што оваа ситуација е ваква, тоа ги известивме нашите корисници, нашите пациенти, нашите граѓани дека би го направиле веднаш што условите тоа ќе го дозволат, да речеме веројатно во месец јуни ќе го поместиме за еден месец, заради тоа што до скоро беше полициски час за викенд, ние го правевме тоа за викенд, не можат луѓето да дојдат, второ треба да се избегнуваат фреквентни контакти, а тука се работи за поголем број на луѓе кои доаѓаат и се решиме тоа да го одложиме, меѓутоа ја користам оваа прилика на сите оние и мои пациенти и на моите колеги кои работат со мене да порачам дека ние тоа не сме го заборавиле, ќе го направиме и оваа година и ќе се бориме против рак на кожата и оваа година, бидејќи сега е корона кризата најопасна за човештвото, меѓутоа тоа не значи дека другите опасности престанаа, не значи дека другите инфекции престанаа. Денеска читам дека болните од ХИВ, да речеме, од ЕЦ, се сериозна загриженост искажале пред Светската здравствена организација дека пренасочување на антивирусната терапија кај болните со корона може да доведе до 500.000 смртни случаи во оваа година. Што ако споредиме со бројот на смртни случаи до сега од корона е неспоредливо повеќе. Така да мора да бидеме одговорни спрема здравието, мора да покажеме свест дека треба да се прегледуваме и за другите работи да одиме на доктор. Ние како доктори, како здравствени институции, ние како болница, како Аџи-Бадем Систина стоиме целосно на располагање на нашите граѓани. До тука го завршив интервјуто од ваша стручна страна. Ако се согласите на следно прашање, за тоа не се договоривме. Вие бевте политички активен на времето. Ме интересира како ја анализирате оваа ситуација? Дали малце пренагло влегуваме сега од состојба на карантинска состојба во состојба на време за избори? Како вие гледате на овие работи? Не ве прашувам политички, чисто од здравствен аспект. Дали малку веќе правиме некои калкулации на сметка на здравието во врска со политиката, дали треба сега, утре и така натаму. Допред, што се вика, 10 дена бевме черечени ако идевме во црква. Лажичето беше тема број 1, нели, за Великден да не се причестим. И многу брзо сега одеднаш како да исчезнуваат работите. Политичарите знаат да си прават такви работи, но вие здравствените работници сепак сте морал, етика и здравиот разум на ова општество. Па добро, јас морам да, значи, ќе ви одговорам, не зашто, мислам немам зашто да не одговорам, не се договорим, меѓутоа ќе ви одговорам. Мене прво можам да ви кажам дека како здравствен работник, како доктор, јас имам огромна доверба во нашите епидемиолози. Значи во нашите стручњаци ние имаме една добра епидемиолошка школа и препораките кои тие ќе ги дадат, верувам дека ќе бидат стручни и дека ќе бидат на место. Се додека не ги чуеме нивните препораки какви се, значи ние можеме да шпекулираме врз база на она што го гледаме на телевизија, врз база на она што го кажуваат една или друга политичка партија. Тоа легитимно е политичките партии да имаат своји ставови за работите, тоа си е нивна работа, во тоа не навлегувам. Меѓутоа сепак во оваа ситуација мислам дека најважно од се каква ќе биде оцената што ќе ја дадат нашите епидемиолози.
нашиот тим на епидемиолози, кои тоа е сериозна професија. Епидемиолозите тие како професија екзистираат за ваквите работи, се најупатени, најкомпетентни и има методологија. Јас со задоволство ги слушам кога излегуваат и мене ми биле сега, како што сум јас професор на моите студенти, мене ми биле професор Даниловски и останатите, и ги слушам со задоволство кога ги кажуваат своите констатации, бидејќи мислам дека се многу стручни. Мојот впечаток е дека треба постепено да се оди со работите. И тоа не е базирано само на моје мислење, тоа е говорот од предвадена на председателот на Светската здравствена организација. Да не избрзуваме, значи. Кој кажува дека да, голем дел од земјите успеа да совладаат до некаде корона кризата, меѓутоа во некои од нив се покажува дека пребрзото отварање на некои работи доведува до повторна ерупција на болеста. Понатаму има дебата дали треба школите да се отворат, дали треба градинките да се отварат во многу земји се води. Важно ги отворивме обложеволниците, сега ни е полесно. Дури тој тврди дека едно е вие во Кореја и во Јужна Кореја и во Германија да се решите на такво нешто, тоа се скоро перфектни здравствени системи. И дисциплинирана нација. Дисциплинирани, дури кога ќе им се јави кластер, значи сега во Вухан им се јави, тие веднаш го санираат. Контаминира, така. Прстен го прават и веднаш го затвараат. Имаат можност брзо да го детектираат. Прашање е во помалку екипирани здравствени системи како тоа може да се направи, така да јас сум за нормализација, значи не сум како човек некој што смета дека ние треба вечно да продолжиме да живееме во услови на криза и на психоза, меѓутоа мора тоа да биде, што би рекле англичаните, step by step, чекор по чекор, не може да биде нагло, мора да биде водено стручно, не може да биде водено врз база на импровизација, и тука клучното место го има нашата епидемиолошка служба, нашите епидемиолози, кои се дел од една школа стара на овие простори, која беше, да кажам, една од да не бидам некритичен, да кажам најдобрите, да кажам една од подобрите во Европа па и во светот. Се согласувам апсолутно со вас и само едно јас ќе кажам, секако сите совети ќе ги послушам, сите совети ваши ќе ги применам, затоа што прво и мене како новинар, колку и да сте стручни, здраворазумски ми звучи се во ова што го кажавте вечерва, но знаете што, и покрај тоа се што ќе кажат, ја ќе се распрашам дали олабавија мерките во Систина? Да, добро, тога знам. Значи ќе детектирам и кај вас. Вие сте се уште во висока алертна фаза, многу те дисциплинирани и тоа мене ми укажува како ја да си донесам одлука за себе да внимавам или не. На крајот на криштата, ќе идеме ли летово на море или не, докторе? Како ви алот? За мене најважно од докторски аспект е да ја совладаме инфекцијата. Се разбира, сите имаме семејства, сите сакаме да појдеме на море, меѓутоа мојот впечаток е дека оваа година кај би оделе прво, да кажеме, кај да одиме кое се затворено, а и дури да се отвори, тоа нема да биде наеднаш, значи нема да биде преку ноќ. Еве ви бизнис предлог. Вашиот собственик е филјан дете, го знаеме многу добро, со грците еден добар дел, дека секој што направил тест пред заминување на пат, да нема никаков проблем, ако е тестот негативен, да може да си патува. Тоа не е негов предлог, тоа веќе е предлог на голем број држави. Значи вие имате завршите работа, так, цалем бите. Не можете да влезете без да покажете дека сте тестирани. И тоа тестот е со валидност од ви го бараат неколку дена. Да. Направен. Да не биде пред 5 месеци направен. Не. Ден-два пред идење. Така да тоа е нешто, мојот впечаток е дека оваа година малку ќе ги редуцираме ние сите тие работи, комодитетот на кој сме навикнале ќе го подредиме на едно општо добро на борба на човештвото против оваа тешка пандемија и дека тоа е нешто на што сите треба да се придржуваме. Можеби подоцна во летото тоа ќе се олабави, меѓутоа свесен сум дека голем дел од овие земји кои туризмот им е главна преокупација ќе сакаат тоа да се случува, но јас сум повеќе за почитување на препораките и да не се опуштаме премногу. Најдобрите
тимови се оние кои играат германски фудбал до 94-та минута. Фала ви, многу добра поента ова сосема на крај. Благодарам, докторе, за вашите совети и ви посакувам се најдобро. Благодарам и на вас за поканата, ми беше задоволство. Пријатно. Пријатно. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој дел од емисијата. Тоа беше почитуваниот доцент доктор Андреј Петров од клиничката болница Ачибадем Систина. Секако овој разговор ќе биде многу брзо вечерва и репризиран и утре на телевизијава. Вие ако не го фативте, немате можност да следите, набрзо ќе биде ставен и на мојот YouTube канал и ќе биде соодветно линкуван. Одиме со блок реклами, а потоа се враќаме назад во студио.